Судијата Огнен Ставрев сакаше да го приведува пред тепаниот Тони Трајковски, кој поради повреди со кој се здобил синоќа, денеска не се појави пред судот. Поранешниот градоначалник на Газиебаба со повреди бил примен во ургентниот центар, а неговиот адвокат Јовица Страшевски посочи дека состојбата на Трајковски е многу лоша, што може да се види и од фотографиите до кои дојде Алфа. Ставрев реши да го одложи рочиштето за утре изутрина во 9 часот, најавувајќи стражарно приведување на поранешниот прв човек на Газиебаба. Страшевски пак предупреди дека Трајковски мора да прима дополнителна терапија и да мирува 7 дена. Реалната, вистинита здравствена состојба на Тони Трајковски е многу лоша. Излегува слики по медиумите од само видливата повреда на главата, значи тој има повреди на телото, во тешка здравствена состојба, не може да зборува, има повреда од тврд предмет кај што треба да прима инекција од тетанус и некои други работи. Препорачуваат докторите најмалку 7 дена мирување. Претепувањето на Трајковски го потврди од Министерството за внатрешни работи. На 22 овој месец околу 23 часот и 35 минути ТТ пријавил дека во Скопје на пешачка патека во близина на болница по претходна вербална расправија со две лица бил физички нападнат од нив. Синоќа пред да биде нападнат, Трајковски бил излезен на прошетка со поранешниот градоначалник на Скопје, Коце Трајановски. Тој за Алфа потврди дека бил заедно со поранешниот прв човек на Газибаба, но дека во моментот на нападот не биле заедно, а за тоа бил известен од сопругата на Трајковски. Инаку во моментов судот е во вистинска трка со времето за завршување на случајот ТНТ, бидејќи доколку утре нема пресуда поради завршувањето на мандатот на судијата поротник Лилјана Ивановска-Кочковска, целиот случај ќе се врати од почеток. Последните две рочишта за овој предмет траја дури до 12 часа, со што обвинетите практично беа невозможени квалитетно да подготват својата одбрана. Поради ТНТ одложени се сите други судења кои се во надлежност на членовите на овој судечки совет, а и за нив постои опасност да бидат вратени од почеток. Ставрев одлучи случајот за уривањето на Космос да го стави пред случајот Монструм, каде се суди за 5-кратното убиство кај Смилковското езеро.